Обврска на банките во Македонија е да го пријават кредитирањето на лица кои се поврзани со банката во Народната банка. Изложеноста кон лице и со него поврзани лица не смее да надмине 25% од средствата на банката. За да го прикрие надминувањето на овој лимит, банката користи лице кое не е роднински капитално и управувачки поврзано со неа и со други поврзани лица. Банката му одобрува наменски кредит на неповрзаното лице, за да го прикрие натамошното задолжување над дозволениот законски лимит. Нашето истражување покажа дека во годишните извештаи за работа, Комерцијална банка не констатирала надминување на тој лимит, освен во 2014 година, кога ја надминала границата на кредитирање за фирмата Нова Рефрактори од Пехчево, која пак е поврзана со Фени Индустри од Кавадарци, па си задала рок до следната година да ја исполни обврската. Ова е констатирано и во извештаите за 2015 и 2016 година. Фирмите кои сметаат дека се оштетени, тврдат дека тоа е само кон едно лице, а дека Народната банка затаила во супервизијата и не го увидела зад скриното кредитирање меѓу поврзаните лица. Како функционирала таа шема? Да ни објасните деломно од она што вие сте го образложиле на овој огромен простор распослан со хамери. Инвестбанка, денесна Шпарка се, која што е во тоа време поврзана со Комерцијална банка. Инвестбанка е собственик на Комерцијална банка. Ние не го знаеме, ја сега го знам тоа. Одобрува кредит на МЗТ Хепос пумпи, меѓутоа не идат на Хепос пумпи, него парите легнуваат на Кубус во Комерцијална банка, каде што ги имаме вирманите за обезбедување. Преку тој вирман за обезбедување парите идат во МАК Промет Штип. Зашто е потребен Кубус? Инвестбанка е собственост на Фершпет. Хепос е собственост на Фершпет. Комерцијална банка има собственост на Фершпет. МАК Промет М е собственост на Фершпет. Единствениот кој што не е собственик тука е Кубус. Неповрзаното лице. Да. Кој што е неповрзан. Значи, од поврзано лице преку поврзано одобрување кредит на поврзано лице дадени се парите на Кубус. Од нашето сознание, Хепос нити има барање, нити има одобрување до акционерите да се побара кредит. Значи, доаѓаат кај поврзано лице. Од поврзаното лице некој си Кирчо Иванов, адвокат, ги вади парите во кеш. Иде кај нотар и го купува комбинатот Гоце Делчев, кожарата Гоце Делчев. Годел. За тоа си има нотарски акт. За да се направи таа работа, Комерцијална банка мора да даде одобрување, бидејќи Годел е под стечај со Комерцијална банка. По неколку дена, колку ќе пројде таму, Комерцијална банка одобрува на Годел, пошто се вика твојот имот не е 1,5 милиони. Додека стигнеме од 2010 година, истиснати се 9 милиона евра преку Годел со истите собственици кои што се овдека се вика МАК Промет, а таму се вика Кутис. За ова работа вработените кои имат тужено АД, меѓутоа не успеале бидејќи луѓето не ја знаеле и не биле свесни за тоа што се случува. Годел има 612 акции во Комерцијална банка. Тие некаде отидоа. Со пари од банка се купени акциите во банка. Во целата таа трансакција се појавува Тутунска банка со 90 милиона 2005 година. Во линијата, значи на Годел, за да премине ова целото натак иде на една линија. За да премине собственоста од МАК Промет преку Кирчо Иванов, кај што дава Комерцијална банка одобрување, да дојде во Кутис и да се сменат собствениците на Кутис, кои што во прво време, да не смарам тим системи, да стигне до истиот собственик, се појавува и Лобис. Дел од истрагата во истото обвинителство за организиран криминал се токму и овие работи. Кирчо Иванов од Штип потврди дека во 2004 година му легнале пари на сметка за купување на кожарскиот комбинат Годел, но од каде се обезбедени парите рече дека не знае.